Денеска градот Скопје започнува со темелна и целосна реконструкција на улицата Никола Парапунов, улица која што ги спојува Илинденска и Партизанска, и тоа овде од раскрстицата на крајот на Илинденска па се до раскрстицата со Партизанска. Потек кој што ќе го работиме за помалку од 10 дена, јас очекувам дека ќе бидеме готови до крајот на следната недела. Тука ќе извршиме целосна реконструкција на колобозот, нивелирање на шахтите, реконструкција на оштетените рабници. Овдека ќе изградиме втората од трите конектори помеѓу Илинденска и Партизанска за велосипедски патеки. Знаете дека минатата година јас работивме на булеварот Октомвриска револуција. Ова е втората во проектот Велоград. За само 2 години успеваме да започнеме да ги работиме и да ги поврзуваме двете главни градски артерии со алтернативен сообраќај. Благодарност до граѓаните за разбирањето за градежната офанзива која што врши градот во овој момент. Благодарност и за тоа што реакциите на луѓето се позитивни без оглед на тоа што се создаваат сообраќајните метежи. Ова голема акција на градот има две цели. Првата е нормално да подобриме инфраструктурата, бидејќи надвор од реконструкцијата работиме на неколку нови коридори во овој момент на градот кои што ќе бидат ставени на граѓаните. Втората за мене битна како од позиција на градоначелник е дека со ова што всушност го правиме во кризата во која што се наоѓаме, и пандемската и економската, ја помагаме локалната економија, што е една од моите, да речем, и нашите како градоначалници задачи, а тоа е да локалната економска заедница што е можно полесно го истрпи овој удар кој што ни доаѓа заради пандемијата. Градот Скопје нема друга алтернатива после повеќе деценијски сон во смисол на тоа дека не се работело нити на инфраструктурата, нити на определени работи. Задоволство ми е што надвор од инфраструктурата тука, овде позади нас веќе се работи на подигањето на третиот дел од градски парк, работиме на нови зелени површини, целосно го уредуваме кеот како што никогаш досега во изминативе 30 години не бил работен, така што градот се наоѓа во една позиција во која што на граѓаните на Скопје ќе им го даде токму она што они го бараа од нас кога бевме во минатата кампања, тоа е да добијат еден модерен, безбеден град кој што ќе пружа повеќе урбани можности. Благодарам.